Владините службеници ќе пијат најскапо кафе. Тендерот за набавка на кафе и капучино тежи 45.000 евра или 2.700.000 денари, како што стои во огласот на веб страната на системот за јавни набавки. Волку ќе чини еспресо, капучино, филтер кафе. Овој тендер се појави многу брзо откако јавноста ја шокира информацијата дека владата има намера да потроши 670.000 евра за хортикултурно уредување на 20 државни објекти. Со други зборови, за уредување на цветните површини ќе се потрошат 41 милион денари. За владата очекувано. Не е спорно тоа што толку многу народни пари ќе отидат во време кога државата има поприоритетни проблеми за решавање. Побрзаа да објаснат дека ваквите набавки не почнувале од нив, туку истото го правеле и претходниците. Само што сега овие биле транспарентни. Сметаме дека информациите пласирани во јавноста од одредени медиуми, во кои се навидува дека се работи за набавка на цвеќе, се целосно погрешна интерпретација на техничката спецификација и далеко од вистините. Луксузното трошење не почнува тука. Предходно Министерството за одбрана објави тендер за колачи и торти, вреден 3,7 милиони денари. И тоа не е се. Брзо по преземањето на кормилото од страна на министерката Шекеринска беше објавен оглас за набавка на морски плодови, вреден 5 милиони денари, а потоа и за апетисани, ни повеќе ни помалку од 5.000 евра. А само пред некој ден, војниците ја потсетија министерката дека имаат сериозни проблеми. Ние разговараме за состојбата со превоз, реагираме за тоа што одредени превозни линии не се со квалитет кој што треба да задоволува, нас ни се случува се укинуваат автобуси и луѓето се снаоѓаат сами. Се покрива дел од трошокот, ама луѓето не можат да стигне до нив тој трошок што тие го покриваат, што сами го издвојуваат па да чекаат со месеци да им се врати. Предходно владата набави луксузни пасати во вредност од 1,7 милиони евра, а беше распишан уште еден тендер за набавка на 11 моторни возила со вкупна вредност од речиси 140.000 евра за централниот регистар.